Добра вечер, вие слушате Радио Канал 103, емисијата Данс е Макавре со 434-то издание, кое што е насловено како Macedonian Chainsaw Massacre, односно пети дел од серијалот на емисии посветени на домашната музичка сцена, во која што јас надолго и на широко елаборирам што ми се допаднало, односно што не ми се допаднало и што е вредно и што е значајно на домашната музичка сцена, односно правејќи своевидни анализи, односно рецензии на албумите кои што имав можност да ги преслушам во овој период на карантин. Значи, само да елаборирам дека вечерашното издание на The Macedonian Chainsaw Massacre ќе биде петто во серијалот на емисии, посветени на анализата на албумите кои што се значајни за домашната музичка сцена, при што секоја година правам по некое продолжение од овој серијал, за да утврдиме што се променило на музичката сцена, да фрлам поглед на предрасудите кои што ги имаат слушателите, најчесто задржани на непостоечките жанрови на музиката, кои што денес се амалгамираат еден со друг, потоа на посетителите на концертите и на нивното доаѓање, односно недоаѓање на настаните, и на погледите на самите музички изведувачи кои што ги имаат, кои понекогаш знаат да бидат и ретроградни во поглед на самата сцена, доколку не соработуваат едни со други. Меѓутоа, тука сум и за да ги пофалам позитивните аспекти кои ја витализираат уникатната домашна музичка сцена, така што вечерва ќе слушате анализа на 4 домашни албумски остварувања, 2 долги и 2 кратки, при што секој е од различен музички жанр, но исто така секој од нив има квалитети за кои сакам да ви говорам вечерва. Така што во текот на емисијата ќе слушате моја анализа на Zulu 3-4, односно нивниот албум Expandability, од кој што можевме да ја слушнеме во едната композиција Void, по која што следуваше и композицијата Ови. Потоа ќе продискутирам за новиот албум Trendkill, односно Never a Victim, Always a Renegade, а потоа следува 2 EP изданија, од кои што едното е насловено како Пркос и ни доаѓа од хип-хоп артистот сам, додека пак последниот EP издание за оваа емисија ќе биде посветено на Хам, односно именувано како A Short Dream About Boris. Данс е Макавре е емисија во која се зборува за уметност и тука уметниците се вистински херои, а не политичарите. Целта на емисијата е да се доближи да ја доближи пред се квалитетната уметност и конкретно музика до секој слушател. Во продолжение ќе слушаме нова грув, која што исто така е состен дел од новиот албум на Zulu 3-4. Вечерва имаме закажано полноќен танц со смртта по 434 пат. Јас сум Златко Ѓелевски, а вие останете со трансмисијата на Канал 103 до крајот на светот. Вие слушате емисијата Данс е Макавре, 434-то издание, именувано како The Macedonian Chainsaw Massacre, посветено на албумските остварувања кои што се актуелни во текот на ова година. Без разлика што советувани сме да не носиме гости во Канал 103 за да ја лимитираме можноста за изложување и потенцијално ширење на COVID-19, тоа нема да ме спречи да се навратам на еден многу драг серијал на емисии посветени на анализа на актуелните домашни музички изданија, со цел слушателот да слушне каква музика беше создавана оваа година во нашата држава, сведочејќи дека и покрај вирењето на корона, домашните бендови најдоа време и место да се препуштат на создавање на музика за време на етичка, морална и интелектуална детеријација во период на сеопшта пандемија. Уметниците брешаваат да го излечат духот и прехранат разумот на народот со квалитетна храна за мозокот, така што додека не се обезбедат услови нашите музичари да може безбедно да гостуваат во емисијата, ќе ги слушате само моите анализи на нивните албуми, а подоцна во сезоната се надевам дека ќе може да го слушнете и нивниот процес на создавање на овие дела и пред се придонес за нивното комплетирање и
притаеното значење за кое што јас секако дека не би можел да допрам. Во текот на емисијата ќе ви говорам за албуми создадени во почетокот на годината од страна на музичари од најразлични музички жанрови, дали е тоа рок-н-рол, метал, хип-хоп или амбиентална музика. Дел од нив добија изведба во живо, а дел од изведувачите мораа да презакажуваат концерти поради COVID-19 за подобри времиња, кога непречено ќе може да се појават љубителите на нивните дела и заедно ќе уживаме во еманирањето на енергијата со која што ја шири бендот и која што ја возвраќа самата публика. На почетокот на емисијата сакам да поразговарам за Zulu 34, односно за бендот кој што го издаде нивниот втор долгосвирачки албум, именуван како Expandability. Нивниот прв албум беше FM2AM. Снимен исто така во студиото Алшарк, Ивица, а обвивката на албумот содржи кружници кои што се дела на Наско, кои сведочат за продирањето во самиот албум, без разлика дали за некого ќе представува носач за звук, пресечено дрво со годови, кула или па можеби јама. Тоа е причината поради која што би сакал бендот да биде присутен во емисијата, да може да ја потенцира иницијалната идеја која што стои зад ова творба, а не јас да гатам на грабчиња што точно би било, односно јас можам само да кажам што јас забележувам. Забележувам дека албумот трае 36 минути и нуди задолжително циклично повторување. Сега во бендот членуваат Дамјан Данески на тапани, Мартин Джорлев на клавиатури и Марио Симоновски на гитара. Поигрувањето со употребата на семплови се начнува уште од самото интро, како што можете да слушнете, кај што милозвучно сме воведени во содржината на албумот преку тој Void, пред да се впуштиме во препознатливиот сингл Ови, во кој доаѓа на сцена фјужен поигрувањето на гитарата и сайзерот со прецизниот ритм, оставајќи простор за едно проникливо рок-н-рол соло и акцентирање на прелазите на тапани со навраќање на самиот лајт мотив. Оваа композиција и претходно ја има најавено како сингл и ја имаат изведувано во живо. Contrails започнува со забрзан ритм и поигрување на милозвучниот сайзер и фјужен на гитара во манир на ден за ден изгрев, со прекрасна промена на ритмот која дозволува за развивање на гитарското соло и милозвучен премин составен од клавиатури и тапани, пред второто гитарско рокерско разлевање на трагите на авионите во облаците што ги прави оваа директна мелодија. Продолжуваме со одсечниот ритам на Circles, која има лежерен призвук на инструментите, кои шират кружно бранување во вода, пред да слушнеме едно одлично джез соло на клавиатура, надополнето од гитарското спорадично солирање и градење на мелодија. Нова грув, која што можевме да ја слушнеме, е следната композиција на албумот, во која се надвиснува гитарската мелодија врз позадинската подлога од клавиатурите и ритамот, создавајќи неколку нивоа на делување во кои се надополнува проширувањето на мелодијата, за штом стивне да дојде до израз сайзерот со својата сонлива боја и пред се грувот на тапаните, за да сведочиме на едно милозвучно гитарско соло и повторно да се стиши ритамот. Потоа ја слушаме рецензијата на Bob Beats за еден модел на синтесайзер, кој служи како најава за Expandability, за по говорот бендот да започне заедно да джема и остави простор на синтесайзерот да ја демонстрира својата моќност, шетајќи, прелевајќи се низ звучниците, пред да еруптира бендот, на што следува блузерското солирање на гитарата, кое многу ми се допадна, пошто доаѓаме до уште една ритмичка промена, за да се протне повторно гласот на Боб и настане едно хипнотично поигрување со неговиот говор, пред бендот да се впушти во еден одличен винтидж фјужен од психоделичните 70-ти и го демонстрира значењето на заумните осцилатори во овој експанзирачки звук. ААБА ја начнува клавиатурата, но за мене представува јасна
неправилна ритмичка поделба која ја краси оваа тема, дозволувајќи експериментирање со периодични напластување на гитарски сола и джез експериментирање на ритмичката промена, што е смелост во пристапот кон творењето на материјалот, која најмногу ми се допаѓа кај бендот, кој постепено излегува од својата комфорт зона. Сега, Сајзерот заедно со поигрувањето со семплови ја преполовува песната за да послужи како фейд-аут. Драмен, како што сугерира самото име, ќе биде тема за акцентирање на ритмиката, која започнува експлозивно и вибрантно, но тој Nintendo Sizer е само наивен мамец, затоа што следува едно катапултирање во алтернативните води со помош на дисторзијата и тапанот, демонстрирајќи една агресивна страна на бендот, која за жал ретко ја слушаме. Но во иднина се надевам дека ќе ја истражуваат што е можно повеќе. Гунто не е поштедена од неправилна ритмика, но исто така и од одлични гитарски рифови, правејќи го бендот да звучи на прогрокерите како што се Rush и Yes, но Сајзерот се задржува до јапонската тема, содржајна во насловот за самиот меч кој што се реферира, па затоа рокерското гитарско соло и таа Френк Запа ритмика е повеќе од добре дојдена. Кон крајот на албумот се добива на моќност, што пријатно ме изненади, затоа што сметам дека бендот не треба да ги потиснува тие своји пориви, затоа што на тој начин само би го лимитирал креативниот потенцијал. Сега сакам да ги слушнам како експериментираат со различни музички изблици, затоа што нивната инструментална музика го дозволува тој потват. Во нишка на азискиот мелос се надополнува и последната композиција Pilgrimage, која нуди едно звучно патешествие со азиски призвуки, како што напоменав, мелос, со умерен ритам и сонлив Сајзер и едно гитарско соло кое се протегнува низ хоризонтот, додека се збогуваме на ова одлично проширување на звучната лепеза со која Zulu 3-4 ни ја разубавува домашната музичка ризница. Сега, исчекорот во овој албум е воочлив во посмелата употреба на семплови, кои се добар зачин и не се наметнуваат врз инструменталната кохезија на бендот. Со оглед на тоа доколку би се наметнале, тоа би представувало проблематика во која што не би сакал да го слушнам бендот како се продлабочува и тие да станат единствениот избор на содржината на самата тема, а не соработката помеѓу членовите која што е најсилниот адот на овој бенд. Потоа го слушаме аналогниот Сајзер, кој што дава само уште едно дополнително ниво, уште еден слој на квалитетот на композициите кои што ги имаат и кој пред се го надополнува тој винтидж звук кој што се цели, тие психоделични 70-ти, тој зачеток на тој прогрок кој што го негува овој бенд и кој што се надевам дека во иднина ќе продлабочат да ги употребуваат овие елементи како што Minstrels Gallery, нели, тоа го прави во нивните албуми. Ми се допаѓа нивниот пристап на Zulu 3-4 во поглед на приоѓањето на овие аспекти на музиката, кој и без тоа го негува и самиот бенд. Така што ова е само еден исчекор напред за сето тоа што до сега го имаме слушнато од Zulu 3-4 и сметам дека е во правата насока. А како доказ на тоа ќе слушнеме композициите Expandability, Drumming и Gunto. И потоа ќе ја слушнеме композицијата Приградски хардкор на Trendkill да не воведе во анализата на нивниот нов албум. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Dance Macabre, 434-то издание, именувано како The Macedonian Chainsaw Massacre, петти дел на овој серијал на емисии посветени на домашната музичка сцена, односно на албумите кои што имам можност да ги преслушам во изминатиот период на карантин. Како најава за албумот за кој што ќе ви говорам, ја слушнавте композицијата Приградски хардкор, која што се наоѓа на EP изданието именувано како Приградски хардкор, кое што е дополнително додадено на дискот на новиот албум на Trendkill, именуван како Never a Victim, Always a Renegade. Ставна збор за кросовер бенд помеѓу хардкор, панк и метал, кој оваа година го издаде својот втор албум по Colors of Self, на кој како додаток се појавува, како што веќе напоменав, трите песни од EP изданието Приградски хардкор.
Калерин Марковиќ, Калјо како вокал, Дамјан Јанев е на гитара, Симеон Јанев на тапани, а Никола Силјановски е басистот на бендот. Обивката на албумот ја работи Тамара Забазановска, на обивката може да забележиме змија како е испреплетена помеѓу нечии дланки. Снимен е во студиото 3060 на Дени Крстов. Албумот започнува со едно интро, во кое едно битие е супериорно во однос на човечкиот род, кое доаѓа од пекол, му сугерира кое е неговото место во светот, за потоа да експлодира албумот со Never Victim Always a Renegade, со еден хардкор панк во кој се начнува непокорот, во кој се спротиставува индивидуата против нормативот на колективот, воден од малумни политичари кои го контролираат народот со страв и медикаменти, за индивидуата кога ќе се побуни на менталитетот на малоумното стадо, тогаш е анатемизирана и казнета за тоа што излегла надвор од конформитетот. Во средиштето на песната слушаме на промена на риф кој што наликува на арапските скали. Одлична песна за отпочнување на албум, за индивидуата која не смее да стане жртва, туку да биде одметник на узурпаторите. Destination Fact ја започнуваат тапаните на Симе, на која се надополнуваат рифовите на Дамјан со вратокршачки рефрени и панкерски премин. Во оваа композиција се дава конкретен опис на хорор шоуто во кое што живееме, во кое вредноста на животот се мери со сума на пари, кај што луѓето наместо да одат напред, продолжуваат традиција на вековна одмазда од прадедовци, сите живеат во беда и го јадат послабиот во земја поделена за да биде полесно владеено со неа, кај што херои се курви и продадени души и воени злосторници, ама во фуриозниот крај Калјо потенцира дека некако и ни се допаѓа овој начин на живот. Тоа е иронијата во оваа композиција. Lioness има еден придушен почеток и едно рифаџиско продолжение со строфи на отворени рифови како што Slayer милува во Seasons in the Abyss да ги прикажат, но тоа што најмногу ми се допаѓа во овој бенд пред се соработката помеѓу браќата, што и самото име на бендот сугерира е најблиското нешто до Пантера што ќе го слушнеме денес, а кое е по соодветно место од емисија именувана како The Macedonian Chainsaw Massacre, да се најде еден бенд кој што влече призвук од Пантера, која што пак се најде на Texas Chainsaw Massacre ремейкот, односно саундтракот за овој филм, така што ја постигнавме и таа зацртана цел која што ја имав. Меѓутоа, тоа е највоочливо во солото на гитарата, блискоста со Пантера. Во текстот се слави пожртвуваноста, љубовта и негата, како и мотиваторот од лавицата да се остане обединет против непријателот. За преносното значење ќе ви говорат членовите на бендот кога ќе ми гостуваат во емисијава. Отров или мед е првата композиција отпеана на македонски, која што на овој албум конкретно, која што започнува со моќен риф за бенгање, а во овој спор ритам доаѓа до израз и басот и вокалот на Калјо, пред да настане трешерскиот премин, песна во која се потенцира потребата да не се премолчува пред неправдата и немањето на потреба да се биде нечи послушен пес. Има што да се каже во оваа тема, има кој да слуша, но стиховите кои најдобро ја отсликуваат песната и пред се албумот, барем за мене се. А можев и јас да постанам змија, но од туѓата крв има само зијан, не ми треба хвалоспев од устите на немите, ниту лебот од рацете на гладните. Шестата композиција е Секој крвари, која почнува со доста гранџерски, онака 90-ти години риф, алтернативен, во кој на умерено темпо Калјо пее за односот слуга-господар, во која се добива лажна почит и брза заработка, а рефренот на Дупли Вас во кој се опишува дека тираните немаат трошка свест и живеат за туѓо страдање, но тука се подсетува дека секој куршум има име и секој човек крвари. Уште еден слеерски премин можеме да слушнеме во оваа композиција, но за пофалба е потребата да се успори ритмот, за јасно да се пренесе девизата на темата пред да настане брейкдаунот и мошот на самиот крај. Bitter Sick Ballad, како што сугерира името, можеби ќе подсетува на Сам во оча или на балад
of the Past или па можеби на Cemetery Gates и Suicide Note и This Love, што е многу интересен експеримент на бендот за проширување на нивната звучна палета. Песна за болка предизвикана од лаги, но индивидуата се враќа постојано на болката, свесно, спиејќи со страф и будејќи се со вресок. Солото кое е проткаено е милозвучно, горчината музички е изразена во разрешницата, кај што се напластуваат рифовите, успешно доловувајќи таа постепена градација на композицијата за оваа токсична завист од болката, што можеби на микрониво е изразена во оваа тема, но се поврзува и со самото страдање на народот во кое што мазохистички ужива наместо да преземе нешто против тортурата која што е доживува со главата ставена во вреќа или обедини. Со истомислениците. Until We Sing a Happier Song е контрапункт на претходната композиција, која што започнува со класичен трешерски вовед, врз чие брзо темпо потенцирано е дека ќе продолжат да ги пеат песните за смрт и болка додека се живи, не попуштајќи им на опресорите кои сакаат да ги разубедат, пошто следува еден мрсен брейкдаун за да се навратиме на воведниот треш риф. Борбата продолжува за бендот кој ќе пишува песни се додека не ги извади своите јадови и чемери за да може да пее за среќни песни. Но овде нова борба официјално е последната песна на албумот во која гостува Димо, вокалот на Hardface, која иницијално започнува со стиховите од самиот почеток на песната во која се потенцира дека сами сме виновни што сме ослепени и онемени, на што Калјо реплицира за затегнување тупаници, неоткажување, одење чекор по чекор, борба во која и да се падне мора да се стане за да заедно да се биде посилен, затоа што го чека нов ден и нова борба. Официјално албумот трае 27 минути, кој и тоа како има простор за повторно преслушување, но бендот одлучи да го додаде нивното 10-минутно EP издание, што е одличен потек за да заврши на истиот носач на звук, составено од композиции кои се изведувани во живо, хардкор химни како 13-12 ударна бригада, недвоумие, како и песната по која што бендот ќе биде препознаен во музичката историја, песната на која публиката се удира од земја во живо, пеејќи ја во еден глас, темата која што слушнавте, приградски хардкор. Што се однесува до разликата од претходните изданија пред се на бендот, настана промена на членови во кои и на позицијата на вокал е додаден Калин од Furion, што е соодветен избор, и поради моќниот и препознатлив глас, сценскиот настап и харизмата која што има, која е одличен додаток на квалитетот на бендот. Би сакал да слушнам поголема слобода на басистот и интервенција во песните, а тоа што од секојаш ми се допаѓало во бендот е братовската соработка, што било реминесцентно на Dimebag и Вини, а во овој албум ги разработуваат нивните пристапи за време на гитарските сола и дури горчливите балади. Мислам дека конечно бендот доби цврста агрегатна форма, со неговата конституција на членовите, се уште има активни хардкор влијанија, елементи од треш метал, но постепено зема слобода да ги истражува собствените граници. Би сакал да слушнам како бендот добива на автентичност, доколку продолжи да истражува и експериментира, затоа што последното нешто што сакам да слушнам од Trendkill е да се закопаат во шаблонот кој што самите ќе го создадат за себе си и преснимуваат еден ист албум по 100 пати. Тоа нити би било интересно за нив, а најмалку за мене и за останатите слушатели на нивната музика. Ги чекам момците да дојдат во 103 да ми гостуваат кога ќе може да се избориме со корона и да наздравиме со рона или со нешто друго. Во продолжение ќе слушнеме неколку композиции од овој албум, односно ја слушаме насловната Never a Victim Always a Renegade, потоа следува Destination Fact, по која што ќе слушнеме Секој крвари и Bitter Sick Ballad. Уживајте во Trendkill. Потоа се враќаме во етер, меѓутоа со најава за EP-то која што ќе ви говорам, која што ќе биде илустрирана со композицијата Никад доста на Драги и Сам. Уживајте. Вие слушате Радио Канал 103, емисијата Дан се макабре, 434-то издание, посветено на прегледа на домашните музички изданија, во кои што
албумски стварувања кои што можев да ги преслушам во изминатиот период на карантин, а во прегледот доаѓаме до Сам, односно до хип-хоп артистот кој што во изминатите неколку месеци го објави неговото EP издание именувано како Пркос. EP издание составено од 4 песни, снимено по албумското остварување Огледало. Аудиопродукцијата ја работи Петар Трпевски Петар, тонски снимател е Енис Шкријај, миксот го работи Тоше Николовски, а мастерот Вини Делеон. Обвивката е на Антонија Стојчевски, на која можеме да забележиме една црвена цвездена експлозија спакувано во еден винтидж изглед на плочите од 70-тите. Албумот трае 15 минути и ме подсетува на некаква синтеза на поглавијата кои што беа присутни на дугосвиречкото издание Огледало. Во меѓувреме Никола Трпевски издаде и албум со битови и синглот кој што можете да слушнете никад доста, но за овој албум во наредното издание на емисијата посветено на прегледот на домашни остварувања. EP изданието започнува со прекрасен извадок кој е посветен за разбудување на младичот со помош на песната Срање на ум, хитот на албумот, неофицијално, во кој на умерен бит и милозвучна мелодија Никола рецитира за дилемите кои го мачат, прашања кои извираат во него од сите страни, од детството до тоа што денес представува тетово, кај што секој ја премолчува вистината и му го копа гробот на другиот. Прекрасна лирика во која се навраќа на луѓето кои му завртиле грб, сосредоточува дека како деца мирисале чаури, а сега ја дуваат барем. Колку што те сакаат, тродупло тре мразот потенцира во овој град, затоа што за некого тој е еликсира, за некого е молотов. Спакувано во еден спор R&B кој завршува со продолжение на почетниот говор за будење од овој стадиум на занесеност. Колку и да е нежен битот, има и пелини и чемер во лириката. Милозвучната гитара може да се слушне на почетокот на Оловен војник, која содржи лежерен ритам и винтидж семпл. Никола ја опишува жалната реалност, ракијата која што трпела срам и врнело олово во градот, но ново рефренот пее дека е некаде таму со судбината во рацете. Заминат надвор од бедата на постоењето, свесен дека минатото е далечно, но тој се обидува да биде доследен. Со стихот "Ако остарам, ќе останам". Лежерноста станува препознатлива одлика на делото, која убаво би било доколку сам ја зачинеше и го размрдаше изданието со поразлично темпо. Третата композиција "Пешки" почнува со лајт мотивот на рефренот на првата композиција пред да започне опасен бит кој прелева во амбиентален трип-хоп со суптилен фанк. Рециталот се насочува за љубовта кон создавањето на песната и посветеноста на тоа што го прави среќен, подготвен да работи по свое, па макар и да пројде возот без него. Изданието го затвора Нови неба, која се надополнува на амбиенталниот трип-хоп од претходната композиција со забрзан флоу, една R&B љубовна тема која секогаш ја изразува неговата сентиментална страна, наменета за посветување на рими на фанот број 1 со кој е во занес. Никола умее да го отпее R&B рефренот, суптилно збогатен со едно прекрасно соло на труба. Од ова EP издание можеме да заклучиме дека, иако битот е отклонето од поагресивната страна на Сам, сепак лириката воопшто не е наивна и секогаш е авторефлективна и самореферентна, говорејќи и за микрокосмосот на поривите и прашањата кои ја мачат индивидуата, но исто така се фрла поглед на околината и градот во кој што тој твори, завршувајќи со лирските мотиви препознаетливи за Сам. Исчекор е наклонувањето кон атмосферичниот трип-хоп, но ми недостига потентната симбиоза на стихот и битот, што беше забележливо на албумот, а и во самиот сингл кој што го слушнавте надвор од него. Сам настапи во МКЦ за време на пандемијава и направи еден одличен часовен концерт во кој можевме да слушнеме како овие композиции се инкорпорираа во сетот со тие од Огледало,
давајќи му простор да земе здив Никола и да ја избалансира енергијата. Според мене тој е еден од најспособните хип-хоп артисти во државата, човек кој има одлично флоу, интелигенција која не се плаши да ја употреби затоа што е изучувач на ковањето на зборот и секогаш е подготвен да експериментира со најразличен бит и стил, демонстрирајќи ја својата разноврсност и приспособливост. Ако сме имале домашен пандан на Еминем, тогаш тоа е сам. Ако не се согласувате со мене, ќе помине време, ќе се озреете, ќе дојдете до мојата согледба, ама до тогаш верувам дека Никола ќе има уште многу опасни композиции за себе, ако продолжи не само музички, туку и на рамниште на лириката да се истражува пред себе си и околината која што го обкружува. Како доказ за веќе искажаните искази од моја страна, ќе слушнеме композициите кои што се наоѓаат на ова издание, односно слушаме Срањен ум, Оловен војник, Пешки и Нови неба. Потоа се враќам во етер да ви говорам за последното EP кое што ќе слушнеме во текот на емисијата, создадено од страна на Хам. Уживајте во блокот композиции на Сам. Вие слушате Радио Кан 103, емисијата Данс е макабре, 434-то издание, посветено на домашните музички изданија. Имено во текот на оваа емисија ви говорам за 4 албумски остварувања, 2 долгосвирачки и 2 кратки, односно extended play изданија, со тоа што за крајот на емисијата остана уште да ви споделам моите впечатоци од преслушувањето на A Short Dream About Boris, EP издание на Хам. EP издание снимено од страна на едно дете во незината спална соба со помош на опремата која и била на располагање под влијание на звуци кои ја инспирираат и кои ги сонува. Дел од нив се ослободувачки, а дел истакнува дека се самотни во потрага по преживеаните губитоци во животот, во обид да се пополни оставената разорна празнина. Станува збор за издание кое беше објавено последната недела од минатата година, а Хам дури настапи во Канал 103 во февруари ова година во емисијата на колегата Ѓорѓи. Се соочуваме со амбиентална музика во која има елементи на дарк амбиент, но и на елегично пијано кое меандрира во своевиден сонлив манир. Изданието започнува со насловната A Short Dream About Boris, во која наслушнуваме удир на тапан и одекнување на женски глас, кој понира ни звуците на природата. По овој краток вовед следува композицијата Bird and Arrow, која отпочнува со милозвучниот синт во симбиоза со женскиот глас, кој шири трепет во телото на слушателот, а за некого ќе делува прогонувачки, за друг медитативно, меѓутоа секако дека е етерично. Повремен добош наслушнуваме за да ја означиме триката, но тој не е нападен во оваа композиција. Во False Awakening Alarm Clock ја наслушнуваме доминацијата на елегичното пијано, кое крие нишка на летаргичност и самотија, едно разлевање на душата во ноти. Предпоследната композиција е Winter, кај што само се продлабочува осаменоста со помош на клавиатурата, која извира од своевидна длабочина, пропратена од милозвучниот глас, кој вибрира како центричен круг во вода, слична со Bird and Arrow, но содржи поголемо студенило во изразот и еден одек, кај што гласот добива заумно и малтене магично својство. Албумот го затвора Sleepy Music for Sleepy People, а како што и самиот наслов сугерира, ова е сонлива композиција во која најпрвин хипнотично се разлева синтесајзерот како споро одминувачки облаци, а потоа суптилно ова линчовско продирање на сонот е зачинето од далечни фрагменти на гласот, како спомени, заборавено сеќавање, фрагмент останат во мислите, финиширајќи со една тишина. Обивката содржи неколку контури на цртеж, иако ова не е ништо радикално или крајно иновативно, би сакал да слушнам експериментирање од страна на Хам со обликот, ритамот и најразличните бои на клавиатурата, кај што би се структурирале подолги медитативни дела
нали, тоа што Венде Карлос во минатото знаеше да го прави, така што гледам тука огромен потенцијал кој што бара дополнителна работа за процветување на овој музички израз, кој што иницијално е означен како зачеток преку A Short Dream About Борис на од ова издание ќе слушнеме сите композиции како што е насловната Burden Arrow, False Awakening, Alarm Clock, Winter и Sleepy Music for Sleepy People. Тука јас сум Златко Ѓелевски и тука го затварам 434-тиот гримуар на Дансе Макабре и го враќам на полицата кај останатите изданија кои кријат тајните на универзумот. До наредното издание на Дансе Макабре не бидете себични, почитувајте ги препорачаните мерки за заштита на себе си и останатите, седете дома и слушајте и поддржувајте ги домашните музичари. Чао, чао.